Младите се движечка сила во секое општество, затоа јас во својата изборна програма имам предвидено повеќе проекти кои се однесуваат на младите во секојдневното живење. Како прв проект би го напоменал отварањето на градската канцеларија за млади, каде што младите ќе имаат можност да учествуваат во креирањето на политиките на градот Скопје. Исто така ќе имаат можност таа канцеларија да биде сервис за младите во градот Скопје, а воедно да биде чадор за сите останати младински центри кои што ќе бидат во општините во градот Скопје. Предвидуваме исто така за младите да има отворен ден во градот Скопје, каде што тие ќе имаат можност да се сретнат со градоначалникот и со администрацијата, барем еднаш месечно, и заедно да дискутираме за проблемите за младите, а воедно и да наоѓеме и решенија за нив. Ќе инвестираме исто така во инфраструктурата, во спортот и рекреацијата. Веќе знаеме дека младите се една категорија која што највеќе спортува и рекреира. Значи ќе изградиме доста игралишта за млади од различен тип и од различен вид, кои што ќе го користат младите во градот Скопје. Ќе продолжиме исто така и со инвестирање на младите кои што се средношколци во градот Скопје, преку организирањето на младинските лиги и други спортски надпревари за младите. Ќе продолжиме со фестивалот Супер Скопје, каде што на повеќе локации во градот Скопје во текот на летниот период ќе се одржуваат голем број на концерти. Новина е и тоа што во градскиот парк секој лето сакаме да направиме и еден голем концерт за младите. Парк фест, ќе го наречеме Парк фест, бидејќи ќе биде во градскиот парк. И на крајот исто така би сакал да потенцирам дека ќе имаме еден проект кој што го нарекуваме Графит фест, каде што на младите ќе имаат можност да цртаат графити на повеќе локации во градот Скопје, кои што ќе бидат одредени и кои што ќе бидат средени и предвидени за таа намена од страната на градот Скопје. Ова се само дел од проектите кои што ги предвидуваме за младите во градот Скопје, со оглед на тоа што сметаме дека пак ќе потенцирам, сметаме дека младите се движечка сила во секое општество и навистина треба да се обрне поголемо внимание на нив. Благодарам.